Значи, мора да се истакне значењето на политиките кои што во последните 10 години се водат во Република Македонија, и тоа пред се од аспект на нивната обемност, од аспект на нивната структурираност и од аспект на целосно нивно прилагодување веќе со програмирањето како што е во Европската Унија. Република Македонија за прв пат во 2007 изработи веќе стратешки документ кој што соодветствува со стратешките документи што ги прави Европската Унија. Значи, тоа е стратегијата 2007-2013, а сега веќе имаме и нова стратегија 2014-2020. По однос на овие стратешки документи се гледаат стварно сериозни политики во областа на земјоделството, пред се во буџетските трансфери кои што одат до земјоделците и кои што секоја година растат и веќе стигнаа до 150 милиони, и морам да кажам дека тоа е една сериозно напредување во однос на претходните периоди, но и сериозно во однос на другите држави во регионот. Овие политики, значи, имаат за цел, значи, да им помогнат на земјоделците да остварат соодветен доход со кој што би можеле да го подобрат животниот стандард, пред се, значи, како директните плаќања, значи, како субвенционирањето, но и средствата од програмите за рурален развој, кои што достигнуваат значителни средства веќе се стабилизираат околу 30% од вкупните буџетски средства, значи од тие 150 милиони евра, околу 30% да одат за инвестиции и за подобрување на животот во руралните средини. Нели, мора да се истакне дека дел од субвенциите доцнат. Значи, често пати се полемизира дека државата или владата не ги исплаќа. Тоа е секаде така. Значи, законски субвенциите од претходната година се исплаќаат до 30 јуни наредната година. Значи, но тука се и одредени законски ограничувања, знаете. Сигурно влијаеше периодот на избори, кога законски е забрането да се исплаќаат субвенциите, но еве сега гледаме дека веќе се направени напори да започне исплатата на тие субвенции, и верувам дека ќе се исплатат онака како што е предвидено и согласно критериумите што треба да ги исполнат и земјоделците. Значи, да заклучам, значи, македонското земјоделство без една ваква политика, без едно вакво 10-годишно силно инвестирање во земјоделството, сигурно дека ќе беше некаде многу назад, сигурно дека одредени подсектори ќе беа можеби веќе и напуштени, и верувам дека ќе се продолжи со една ваква политика и уште поинтензивно, значи, поинтензивен пристап кон земјоделците.